За двата закони за отпис на камати на долгови на граѓани, но и на јавни предпријатија не се дискутираше во собранието. Токму кога точката стигна на дневен ред во Комисијата за финансирање и буџет, седницата беше прекината, додека председателката на комисијата Лилијана Кузмановска објаснува дека ја стопирала седницата бидејќи чека на собраниските служби да ги подготват сите амандмани. Од СДСМ сметаат дека ВМРО ДПМН го кочи носењето на законот со поднесување на над 3000 амандмани. Од ВМРО ДПМН пак обвинуваат дека на овој начин се наградуваат презадолжените јавни предпријатија и се стимулираат да продолжат недомакински да трошат. Велат дека и покрај тоа што на општините им беа дадени 50 милиони евра за да се раздолжат, тие продолжиле да трупаат нови долгови. На општините долговите пораснале за дополнителни 25%, односно за околу 12,5 милиони евра. Интересен и поразителен е фактот што и покрај помошта од државата, сепак долговите кај 35 општини пораснале, со што само кај 16 општини на крајот на 2019 година долговите пораснале за фрапантни од 200 до 470%. Пратениците на СДСМ ги бранат законските решенија, додека граѓанските организации бараат камати да простуваат не само јавните предпријатија, туку и приватни фирми како Ева, на Бек и Телеком. Од СДСМ велат дека допрва ќе се преговара со овие компании. Стои можности во законот дека од приватните компании ќе биде со преговарање, значи постои и можности во законската регулатива. Дел од општините беа со блокирани сметки. Едно од измениве сега што се предлага е заради отпочнување на општините да може да профункционираат и сметам дека е добро законско решение. Илјадници граѓани со нетрпение чекаат пратениците да ги изгласаат измените во Законот за облигациони односи, со кои се предвидува стриктен рок на застареност на направените долгови. За 13 години извршителите наплатиле над 1 милијарда евра од граѓаните, меѓу кои за сметки за комунали одминати од милениум.